Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска ја отвори Политичката академија на партијата, организирана во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер во Македонија и Институтот Павел Шатев. Првата Политичка академија на ВМРО ДПМН беше одржана пред 13 години, а настана како визија на новиот почеток на партијата, подготовка на нова генерација политичари и активисти кои треба да бидат подготвени за сите предизвици со кои би се соочила државата. Добре дојдовте на уште една Политичка академија. Навистина ми е мило што секоја година оваа академија буди интерес кај се поголем број поддржувачи на ВМРО ДПМН, што јасно говори за потенцијалот со кој располага нашата партија и интересот кај секој од вас да се надградува и да ги проширува своите компетенции и познавања. Од друга страна, интересот за оваа Политичка академија јасно говори и за поддршката на актуелните политики на ВМРО ДПМН и подготвеноста на еден голем круг на поединци да се вклучат уште поактивно во нивното практицирање и соодветна надградба во иднина. Оваа година во фокусот на Политичката академија се вредностите и политиките на Европската народна партија, моделирањето и значењето на модерните народни партии со посебен осврт и акцент на Република Македонија. Европската народна партија е најголемото семејство на политички партии во Европа, која брои 75 членки од 40 држави, меѓу кои ВМРО ДПМН. Наша е честа да бидеме дел од најмокната политичка организација во Европа. Да споделуваме исти вредности и заложби, но наша е и одговорноста да се носиме со сите проблеми и политички предизвици кои ја тангираат Европа, но и нашата земја. Од тука, наша примарна одговорност е постојано да ја надградуваме ВМРО ДПМН во духот на модерните народни партии, да инвестираме во човечките ресурси, да градиме нови политики и проекти, а се со цел и понатаму да бидеме главниот носечки столб на кој се потпира нашата татковина Република Македонија. ВМРО ДПМН во изминатиот период изгради модел за динамично и успешно работење, токму врз основа на постојаната надградба на своите кадри и постојани освежувања во раководните структури, како во партијата, така и во институциите. Пред точно 13 години се одржа првата Политичка академија на ВМРО ДПМН. Политичката академија настана како визија на новиот почеток на ВМРО ДПМН. Новиот почеток подразбираше подготовка на нова генерација политичари и активисти кои треба да бидат подготвени за сите предизвици со кои ќе се соочи државата, независно дали партијата ќе биде во опозиција или ќе добие довербата на граѓаните. Од тогаш па наваму, 13 години поред, ВМРО ДПМН, а во последните неколку години преку Институтот Павел Шатев, постојано вложува во развојот на сопствените кадровски потенцијали. Академијата треба да изгради човечки капацитети кои ќе бидат способни да го трасираат патот и развојот на Република Македонија, патот на реформите и подобрување во сите сфери во општеството. Кога пред неколку денови бев на твит, забележав една мачка која што прашуваше каде е музеот на ВМРО. Значи, јас морам да кажам дека лесно го најдов и е исполнет со многу живот, затоа што денес сме сите тука заедно. Се радувам многу што можам со сите вас тука во наредните 3 дена да организираме обука за современата народна партија. Крајна цел на Политичката академија е создавање на квалитетни, спремни политичари и кадри кои постојано се подготвени да дадат се од себе во интерес на својата држава.